Оваа недела Академијата на уметностите и науките доби уште еден член. Професорот Абдулменав Беџети. Професорот Беџети е гостин во ова издание на Студио на Нова. Професоре, добро дојдовте во студиото на Нова. При вашата инаугурација во Академијата имавте ваше излагање на тема фискалните политики наспроти кризата, така беше насловено, и при тоа изразивте загриженост за нивото на скриениот долг на државата. Ви сакале да го појасните ова? Па да, најпрво благодарам на поканата и се разбира темата беше поширока во делот на фискалните политики, кај што јавниот долг и дефицитот се една димензија, односно еден најчувствителен, најдебатиран инструмент, би рекол, на фискалните политики. И се разбира дека тука нотирав една состојба, така наречени латентни долгови, односно прикриени, непријавени, нерегистрирани. Кои се тие долгови? Каде се тие долгови? Па кои може да бидат тие долгови? Прво може да бидат многу извршени работи, испорачени услуги, реализирани активности кои впрочем и не се ни фактурирани воопшто. А како вие ги детектирате кога велите дека се скриени? Ако се скриени од страна на институциите, како ги детектирате вие како експерт? Има многу истражувања кои што ги правиме на основа на така наречени анкетни пристап во методологиите, во нашите постдипломски студии, студентите прават магистерски теми, посетуваат по 30, 40, 50 компании и кога ги интервјуираат нив, зашто толку имаат нефактурирани услуги, а ги држат книговодствено во евиденција, се разбира нивното образложение дека ако ги фактурираме, не можеме да ги наплатуваме 3, 6, 9 месеци, а морамо на државата да му исплатиме ДДВ-то. А така фактурирање кон кого? Кон државата? Кон државата, се разбира. Значи, тоа се извршени услуги, испорачени производи по разни начини и кои што не можат дури да ги фактурират по тој основ. И тоа е сигнификантен износ кај предпријатијата. Се разбира, тоа никој пат не може да биде точен, калкулиран, пресметан, затоа што ние немаме и транспарентност на ниво на државата. Професоре, споменавте крупна бројка на предпријатија кај што се истражувало, кои се интервјуирани, анкетирани. Зошто тие предпријатија сами не кажуваат дека имаат проблем вако? Па добро, и ние на некој начин и ги потпрашуваме, значи доколку вака е состојбата, зашто тие сами не ги пријавуваат, зашто не отвараат дебата, зашто не се изјаснуваат во однос на таа проблематика, туку дури често пати тие афирмативно се пријавуваат. Беше измирено врската, нели, до одреден период на кој председателот на владата обеча. Бизнисмените изгледаат доста задоволни. И тие бидат многу задоволни. Види, сигурно ќе бидеш задоволен ако си задоцнил во наплата 4, 5, 6 месеци и кога нешто наплатуваш ќе бидеш задоволен, сигурно. Знаете, тоа е исто така кога на детето не му давате да пие, значи млеко долго време и онда нормално тој ќе биде радосен кога ќе добие една капка. И во таа ситуација и компаниите тоа го прават. И тоа исто така се изјаснува дека немаме потенцијална друга понуда за да можат да продолжат да работат, бидејќи работодавач претежен во тој дел е државата. И денеска државата и јавниот сектор е најголем работодавач, што и не е лошо. Во ситуации на криза, обично државата треба да биде тој поттикнувач, стимулатор, што го поттикнува стопанството. И тоа е факт. И тука и ја лично се слагам и со овие политики, меѓутоа мислам дека би требало тоа да биде малку поефикасно во однос на тоа да се сервисира државата побрзо со некој друг приоритет, значи секој пат првиот приоритет да биде измирување на заостанатите долгови кон предпријатијата, затоа што тие ќе циркулираат повратно по 2 недели ќе ви го враќаат преку даноци. При вашето пристапно предавање во Академијата, вие, како што реков на почетокот, изразивте загриженост за нивото на овој скриен долг. Кои се последиците од држењето во тајност на тој долг? Еден автор кој што ве загрижува вас, во науката има и други теории од такви анализи и тенденции и на сите овие процеси. И еден од тие теориите викаат, ако почетен одреден долг е на одредено ниво повисоко,
ви го намалува можноста за во иднина да имате потреба и да реализирате експанзивни политики, а потребата секако ќе биде, бидејќи стопанството е потполно неликвидно. Значи, проблемот е не е само од технички евидентиран колкав е тој долг, туку од аспект на очекувањата, од аспект на наредните циклуси, од аспект на мултипликационите ефекти во економијата, jer ако тоа не преработи тој мултипликативен ефект, сигурно дека не може да се задаваат крајните резултати, а тоа се зголемување на перформансите на целата економија. Да кажете дека стопанството во тие услови може да преживува, но не и да се развива. Сигурно. Таа ќе преживува и ќе преживува на среден рок. Да. Значи тогаш тие циклуси ќе траат 3 месеци, 6 месеци, и нема повратен механизам за надеж дека стопанството во иднина на некој среден рок ќе може нови работни места. Апсолутно, вие видите го например нас последните 3-4 години ни се намалува генерирачкиот процес во однос на приходите. Значи ние не можеме да ги наплатуваме во тренд дури проектираните приходи по основ на даноците. Професоре, доста контроверзна беше посетата на делегацијата на ММФ. Според едни владата тоа го прикажа како потврда за успехот, од друга страна дел од експертската јавност доста критички се осврна кон тоа и во целата анализа на делегацијата на Меѓународниот монетарен фонд дури најде и елементи според кои Монетарниот фонд сепак критички се осврнал кон работата на владата. Да, секако, јас дури имам видено во една нивна презентација и тоа скорешно време, значи пред 10 дена, каде што и тие се доста згрижени за тој феномен на hidden debt. Значи и го имате евидентирано. Ми тоа берат рамиња дури и тие дека не знаемо ни колку е тоа. Значи никој тоа не може да го добијат податок. Сигурно не успевале. Сигурно не успевале затоа што нормално нема систем на евидентирање на тоа. Мислам дека дури и државата сега во моментот можеби и не го знае точно тоа. Да. Значи тие што се надлежни и должни да го знаат. На крајот се согласи ММФ дека јавниот долг изнесува 33,3% од бруто домашниот производ. Да, меѓутоа дали во овој процент е содржан и овој скриен долг или не? Не, апсолутно не. Да беше содржан тука, тогаш дефинитивно ние сме навистина најниско задолжена од сите во регионот. Значи веднаш по нас е некаде се движи Албанија па и Црна Гора. Меѓутоа ние дефинитивно сме најниско задолжени. Тоа да. Меѓутоа кај нас па, као што и реков и тамо, не грижува и не загрижува интензитетот на зголемување. Последните 3-4 години во ниедна друга земја во регионот тој интензитет не е за 10% од бруто домашен производ за 4 години, како што е кај нас. Значи ние имаме многу јак интензитет на зголемување и ако продолжува ова е ризично. Тоа е еден, а друго е тоа колкав е тој износ и вие прашувате сега по ваша проценка. Навистина е неблагодарно, ниту па можем да проценувам, но секако дека тој е многу. Поголем од ова што е 33,3. Околу има нејасноти, например, околу странските инвестиции. Ако одите на страницата на Министерството за финансии, таа бројка е 375 милиони евра кои влегли како странски инвестиции во државата, додека ако одите на сајтот на Народна банка, таа бројка е 140 милиони. Прво, мислам дека на Народна банка е точен. Ја не знам кој лаже. Да не кажам јас кој лаже. Мислам дека е многу точен затоа што Народна банка тоа го прави во собствена фактичка евиденција. Таа е единствена надлежна и независна институција која врши платен промет со странство. Парите легални дојдени, сите тие инвестиции евидентирани легално во платниот промет од странство се преку Народна банка. И сега кому јас би му верувал тука? Недвосмислено Народна банка по мене е Малку е нејасно две институции да имаат вака не се случи, ако вие посетувате и сајт можеби за тој податок на некоја трета институција, ќе видите дури и разлика трета. Да. Се случило многу пати кај што, например, рецимо, број на невработени според сајтот на Бирото за невработени или агенцијата, има една состојба, според сајтот на статистика има друга состојба, според сајтот на Народна банка трета состојба. Професоре, 140 милиони, ако веруваме во таа бројка на Народна банка, што за вас велите дека е порелевантна,
Што е проблемот со странските инвестиции? На толку роудшоу, еве во Бразил сега е последното со роудшоу. Што е проблемот со странските инвеститори? Факт е дека е проблемот светската криза. Ама тоа е проблем и за сите, и за сите други. Да. Зашто на пример може 4-5 години последни Албанија да влече по 745 милиони евра? Знаете тоа? Проверете го овој податок. Албанија во 2012 е 745. Не само 2012, последните 4 години. По 700, секоја година по 740-750 милиони евра, не долари. Да. Што е Албанија поголема пазар кај нас? Што е значи економски се гледа пазарот. Да. Економски се гледа побарувачката, значи куповната моќ. Тие не се подобри од нас, барем по предпоставувам дека не се, да. Па не се. Зборам статистички. Што е причината? Причината е затоа што прво економскиот систем е полиберален. Знаете дека кај нас, например, може да ве гонат за, не знам, сомнеш на 15.000 евра или над 15.000 евра за перење на пари. Значи, ние стануваме најголеми душегрижничи во Европа во однос на тој феномен. Речемо, Албанија во тој дел финансискиот систем го има многу полиберален. Прават ли роудшоу во Албанија? Како? Албанската влада прави ли роудшоу? Сигурно дека прави, меѓутоа прави тамо кај што оценува дека ќе има навистина некој ефект, а не прави роудшоу на глобално планетарно ниво, па од Индија па да се префрлува во Сан Пауло во Париз, па од Париз во Бразил, па од Бразил на некоја трета дестинација каде што навистина малку се шансите вие да бидете дестинација реална за нив. Од друга страна, кога излегува владата со податоци, информации на тие роудшоуа за ниските даноци, мислам, сепак има известен сет на закони и регулативи кои Македонија, зборувам теоретски, ја прават атрактивна дестинација за инвестиции. Што ја прават поатрактивно од другите? Рецимо по однос вие спомнувате даноците, ниски даноци, па сите во регионот ги имате истите даноци. Прилично исти, дури Црна Гора пониска. Па што е проблемот? Спомнате дека Косово известна ригидност. Косово има до одреден степен приход нулта даночна стапка во однос на даноците на доход. Да. Ние имаме флет рейт, значи 10%. Исто има Црна Гора има 9%, значи Србија има 10%. Значи пошто ние би биле тука поатрактивни? Другиот дел на даночниот систем е доста крајно регресивен. Тоест даноците на потрошувачка. Па што е проблемот тоа што проблемот не е чисто корпус на политички фактори. Како на пример политичка стабилност, политичка перспектива. Албанија, професоре, не е нешто политички стабилна. Па не, меѓутоа е земја членка на НАТО. Дали има сомнеж? Дали се направи голема разлика во нивото на странски инвестиции во Албанија откако е зачленета? Апсолутно, затоа ви спомнав. Јас случајно вчера читав еден напис како се прави сија смешна споредба, дека вика па да, еве по 5 години Албанија членка на НАТО, не е променет животниот стандард. Мислам, не може да се прават такви паралели. Животниот стандард не може да се промени за 2, 3 до 4 години и тоа не во просек директно така како што некој површно го мери тоа преку некој интервју по улици. Значи зависи кој ќе биде селективниот пример, кој ќе биде репрезентативниот пример и така натаму. Мислам, не е тоа методолошки прво, али тоа чисто дневно политички, со тоа се сака да се убеди јавноста дека видите Албанија пред 5 години стана членка на НАТО, меѓутоа не живее побогато по 5 години. Значи зашто ние би се загрижиле да влегуваме во НАТО? А не ги гледат токму овие индикатори кои што точно зборува дека зашто Албанија последните 4-5 години има по 750 милиони евра, а ние имаме дури по 7-8 до 10 пати помалку. Значи реков, пазарно не сме многу поатрактивни. Куповна моќ не е многу поголема атракција. Тоа се економските индикатори. И сега, ако економските индикатори не се толку со голема предност, компаративност да имате, тога што останува друго? Исклучиво останува корпусот на политичките, социјалните, културолошките фактори кои што влијаат во тоа.